подароци во кесичка од 100 грама кафе до флаша виски, потоа со барање на директно или преку алузија пари. Поделија и примери за постоење на тарифи, односно тоа како јавна тајна за кој лекар, која тарифа постои за одредена здравствена услуга, потоа препраќање во приватна пракса, во аптека, барање подарок за побрза услуга, операција, побрз преглед, па дури за похуман пристап во здравството. Многу често се откажуваат од здравствени услуги затоа што немаат средства сето тоа да го покријат. Други одложен преглед или одложена операција. Исто така и неможност за добивање на здравствена услуга, како и неможност за снабдување со лекарства. Поголемиот дел од групата ја препознаваат корупцијата, за дел од учесниците не сметаат за корупција одреден дел од секако нели она носењето на кафе или некој поклон како благодарност до некој. Поголемиот дел не беа информирани за тоа дека каде и како да пријават корупција, но имаше дел кои што беа информирани. Некои пат дури се разочарани во системот и сметаат дека и да пријават нема ништо да се смени. Некои пак не сакаат да пријават затоа што сметаат дека веројатно повторно ќе треба да почукаат на тие врати. Оно што се одразува е најмногу на психолошко ниво, односно стрес, или не е лесно да се чека или да се одложува кога човек има здравствен проблем. Од друга страна, финансиското оптеретување, кои дел од нив можеби имале финансии да ги покријат, но дел од нив морале да се позајмат од своите блиски, затоа што здравието не може да чека.